Таа утрово се јавува од 7-миот најнаселен град во Германија, Дизелдорф, познат по можеби ликовните уметности, познато по тоа што всушност се јас би рекол и темелите, постулатите токму овој град ги има на електронската музика. Не знам колку од вас знаете дека Avalon продукција веќе најави дека на крајот на можеби пролетната сезона и почетокот на летото, не знам Владче дали ја слушна колегата информацијата дека Kraftwerk повторно доаѓаат во Скопје со свој концерт, така што Дизелдорф е познат и по Kraftwerk, по што друго можеби по Рајнскиот фестивал кој што исто така во екот на летото Тина можеби ќе ни потврди малку повеќе. Вистина овој град има интересни календарски моменти во текот на годината, ама она што е важно дека токму од овој град и овој град станува познат преку токму овој нејзин мокен вокал и оваа наша дама, родом од Струмица, која што со своето семејство веќе живее таму, меѓутоа секако дека не ја заборава и својата татковина, па така што во случајот мислам дека Тина, ова е можеби наша трето или четврто вклучување изминативе месеци, токму во рамки на утринската на Телма. Знаеш дека со нетрпение ги чекаме овие можеби или поздрави кои што ги имаме заедно со тебе и дружби вака барем виртуелно, додека можеби во блиска иднина и физички ќе те пречекам во нашето студио па ќе отпееме нешто заедно, а ќе те поздравам секако од името на целата екипа во овие утрински часови. И ти благодарам за вклучувањето. Има и зошто. Знам дека периодов повторно не секнуваат можеби тие аплаузи, бидејќи и заслужено почетокот на годината, македонската јавност и твоето семејство се радуваме на твојата победа како гласот на Европа. Добро утро уште еднаш од Скопје. Само биди така, Тина, во моментот не можеме нешто да те слушнеме технички, дали имаме колеги проблеми, дали е се во ред, ќе може и повторно направиме реконекција, биди така ако не е проблем, да видиме што можеме да направиме со колегите. Еве ќе потсетам додека се обидеме да го ревидираме и проблемот. Нашата Тина Русева всушност со 40.000 гласови плюс и секако поддршка од жирито, каде што таа и го сподели тоа можеби нели за своите фанови и следбеници, дека е благодарна што ја добила нели и поддршката, со оглед на тоа дека навистина тоа беше еден период во кој што нели сите заедно се обидувавме да го дознаеме можеби победникот и на крај вистина беше Тина и таа дама која што ја освои титулата гласот на Европа. Колеги, дали можеме што да направиме во моментот, како да го купам времето, дали да пуштиме некој прилог? Може? Добро, бидете така, Тина, биди на линија, ќе одиме тогаш со Софија Бислимовски. Всушност може забележавте дека во голем дел од Америка, поточно во Соединените американски држави, има снежна бура. Па така што ова, јас би рекол и студена непогода беше претворена во насмевки, санкање и скиење на сред улиците во делови од Америка. Па еве, тоа ќе го погледнеме во продолжение пред да ја вклучиме Тина, се надам успешно утринава. Изминатиот период во САД има огромни снежни бури. Сепак, оваа состојба не ги спречува луѓето да си направат забава. Натрупувањето од снег нуда доволно простор за санкање. Yeah, we're at the Philly Art Museum on the Rocky Steps. Yeah, and we recently had a snowstorm, so we are sledding. Жителите велат дека ова е прв пат да видат толку многу снег во нивниот крај. За нив, ваквото време представува вистинска забава. Well, I haven't seen this much snow in Columbus. I used to live in Pennsylvania and we got a lot of snow, but it's really fun just like waiting to know if we have school off or not and getting to go sledding with friends. Длабокиот снег над 30 сантиметри го запре сообраќајот. Се откажаа летовите и се затворија училиштата. Многу луѓе го чистеа снегот што ги заглавил нивните автомобили. Еден од жителите го чистил својот автомобил цели 2 часа. It's probably a good 2 hours or more, 2+ hours, because it's just me and it's more snow than for one person to handle. Постојат луѓе кои ќе си најдат забави во вакви услови. Потребно е само да се има желба и да се биде малку откачен.
Се надевам дека сега во моментот Тина ја имаме повторна линија, не дека ја немавме претходно, меѓутоа се надевам дека вака ќе можете и тонски добро да ја слушнете. Тина, ајде 1 2 3 проба техничка. 1 2 3. Толку готово, концертот може да почне. Честитки и прости сега некој пат се случуваат, особено вака кога виртуелно се поврзуваме. Ништо првенствено фала ти премногу Марко на повторната можност да видам заедно со тебе. Секогаш дружбите со тебе се прекрасни. Се надевам дека луѓето уживаат толку колку што уживам и јас. Едно добро утро за сите гледачи на утринската на Телма. Драго ми е што сум тука и се надевам дека ќе уживаме. Сигурно. Еве, оние минути кои што ни престануваат, се надам дека ќе има прилика публиката малку да дознае и за сега веќе најавената авторска музика за која што сите едве чекаат да слушнат. Направивме една мала промоција на Дизелдорф, градот во кој што живееш. Сериозно, дали се собираат доста луѓе? Знам дека во текот на летото вистински карамбол се случува во Дизелдорф, особено поради Рајскиот фестивал кој што е многу популарен таму. Па види, јас живеам во Леверкузен, да не дојде до некој си проблем извеќе информации, но Дизелдорф ми е премногу блиско и многу често сум во Дизелдорф, во Келн и секако дека има премногу луѓе кои што ги посетуваат сите овие настани, е секогаш убаво за гледање дека луѓето се уствари заинтересираат за музиката и културата во генерално, културата во Германија и подалеку од Германија, затоа што има настани кои што се одржуваат со светски звезди, не само во ранг на Германија. Така што ми е премногу мило кога гледам дека на вистина има такви настани, на некој начин сонувам дека еден ден и јас ќе бидам дел од нив. Дај Боже, ти посакувам Германија да биде, што се вели, во твоја дланка. Сега тоа што сите не интересира. Бидејќи јас не сум знал дека постои потоа нели онлайн надпревар, дали можеби тоа можеби самото шоу останува агилно на промените во дигиталната ера. Дали претходно имаше, да речеме, откако некој ќе победи на гласот на Германија во случајот, потоа од оние кои што биле исто така и добро триумфирале можеби нели на самиот надпревар и во процесот не, да кажеме, нели елиминација, да се има онлайн надпревар каде што токму нашата Тина Русева го освои првото место. Па да, искрено јас влегов многу некако наивно во сетото, целиот бој, генерално во The Voice of Germany првенствено. Влегов многу наивно и не очекував ништо да се случи после тоа. Со самото тоа што јас се пласирав добро и посебно мојата blind аудиција беше на некој начин стана вирална пред вечер. The Voice of Europe го прателе сето тоа и дошле до заклучок дека баш јас треба да бидам номинирана за овој онлайн надпревар, да кажам. И мораме да потенцираме дека The Voice of Germany, The Voice of Europe се две различни надпреварувања, дека тоа со The Voice of Germany и The Voice of Europe нема баш некоја си заедничка точка, освен... Многу ми се прашуваат дали со оваа твоја победа се потпишува некаков договор или е само една, можеби, крунисување на твојата, можеби, приказна со гласот на Германија и генерално ова шоу. И она што сите нам не интересира, најави дека по оваа победа дека ќе работиш и ќе објавиш и авторска музика, не дека досега и не објави нешто, нели можеби од дел од твојата авторска музика е објавена и на твојот канал на YouTube, меѓутоа претпоставам дека многу по активно ќе се вклучиш во креирање на истите. Првенствено морам да кажам, градите дојде до еден проблем. На некој начин, па не знам ни како да го објаснам реално, затоа што мислам дека финансиите секогаш знаат да укнат нешто. Така и со The Voice of Europe во моментот се надевам дека ќе се реши тој проблем, затоа што за бајле кога станав искрено видов дека дел од видеата се избришани поради не знам која причина. Не знам сега дали има тоа поврзано со самите награди или парични или тоа што се работи за голем износ. Не знам реално зашто станува збор, но се надевам дека ќе се реши проблемот за што побрзо време, дека наградите ќе ги добиеме како што и дозволуваме да ги добиеме и дека нема да треба да бараме решение на друг начин, затоа што решение на друг начин ќе има, доколку
не го решиме на нормален начин. Имено мислам дека да, и за самата платформа и за самото шоу би било дегутантно доколку нели наградите кои што се ветени и кои што заслужувале, бидејќи вие практично во тој процес не е само можеби паричната награда која што се добива, туку и стимулот каде што всушност цела македонска публика или европска или оние кои што следат гласаат за вас на некој начин и сепак тоа е нешто и заслужено кое што можеби нели и се очекува на крајот. Само нека не те демотивира сето тоа, бидејќи јас сум убеден дека го делат сите истиот став, дека пред тебе е една неверојатна блескава музичка приказна која што сите ќе бидеме ние тука и сведоци на истото. Така што се надам дека тоа скоро следно можеби наше слушање ќе биде дека нема потреба да се реши на правен начин, туку дека било природно и органски да се дадат тие парични награди. Се надам и јас дека нема да треба правично да се гониме заедно со нив. Се надам дека ќе биде секако што треба и се надам дека се работи за еден, да кажем, на некој начин организацијски проблем со The Voice of Europe или слично. Не би сакала да зборувам премногу околу тоа затоа што искрено ни не знам, ти велам дека Сабајле буквално станав и ме затекна тоа, не знам што е прашање. Пробував да ги сконтактирам, во контакт сме и со второто и третото место. Девојките се ги добија второто и третото место. Се надам дека тие го имате истиот проблем, така што не сум само јас за текстот. Јасно. Ама нормално дека тоа нема да ме демотивира затоа што парите се пари, но луѓето кои што гласаат за мене и подршката која што ја добив, не може никој да ми ја земе. Јасно. А исто така и ете тоа што работам на него, моментално работам на авторска музика, како што напоменај ти. Работам првенствено на една македонска авторска песна која што би требало до крајот на февруари се надевам да излезе. Така што ето тоа ќе биде првично планот, како што имам спомнато и во други емисии, тоа ќе биде едно благодарам за целата подршка која што добив првенствено во The Voice of Germany, а исто така и низ целото номинирање и се што беше од Тина, ти благодарам за вклучувањето, кратко, сладко, битно е тоа да се информиравме, добро е ова што го дознавме. Се надам дека за многу скоро време и со авторската музика ќе направиме и подолго интервју, со нетрпение чекаме, се надам дека ќе имаш прилика можеби да ја посетиш и Македонија Струмица, па така што јас и ти сме на линија за да информираме можеби јавноста, иако тоа нешто го правиш секако со твојот тим на социјалните медиуми, па до следно гледање, голем поздрав до тебе и до целото семејство, уживај во Леверкузен и секако прегрнија Германија од нас. Благодарам, Марко. Поздрав уште еднаш до сите гледачи и се слушаме за многу брзо. Ве сакам сите и голем поздрав.